Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Евпл, светата маченичка Сузана Девица и други со неа и светиот Нифонт патриарх Цариградски. Светиот маченик Евпл, ѓакон во Катана Сицилиска. Царот Диоклицијан го испратил војводата Пентагур во Сицилија да ги уништи христијаните, ако таму ги најде. Пентагур не нашол ниту еден христијанин, бидејќи оние малку што ги имало се криеле од гонителот и не се објавувале себе си. Тогаш некој го обвинил светиот Евпл како оди со некоја книга кај тајните христијани им ја чита. Таа книга било светото Евангелие. Бидејќи го извеле на суд за кусо време, му ја обесиле книгата за вратот и го одвеле во самица. По 7 дена самување и гладување бил предаден на мачење. Кога го тепале со железни палки, Евпл, ругајки му се, му рекол на судија мачителот: "О безумнику, зарем Евпл не го отвори светото Евангелие и долго не му читаше ли од него на народот, гледаш ли дека овие маки за мене се како пајажина поради Божјата помош? Ако сакаш, пронајди некои други, поостри, оти овие се како играчка." Најпосле маченикот Христов го извеле на губилиштето. Тогаш многумина се обратиле во верата Христова, а светиот Евпл бил исечен во 304 година и се преселил во Царството Небесно. Чудотворните мошти му лежат во едно село близу до Неапол, наречено Вицо дела Батонија. Поуки од светите отци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера. Таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антониј Блум. Светата маченичка Сузана Девица и други со неа. Ќерка на римскиот презвитер Гавини, а внука на папата Гај. Гај и Гавини биле од царски род и роднини на тогашниот цар Диоклецијан. Овој цар го посинил Максимилијана Галерии, кого сакал да го ожени со Сузана. Но Сузана му била предадена на Христа Господа и не сакала воопшто да чуе за брак, а особено не за брак со некрстен човек. Оние кои што ја побарале за царевиот син, големците Клаудиј и Максим, Сузана ги обратила во верата христијанска, заедно со целиот нивен дом. Разлутен поради ова, царот наредил таџелатите ги одвеле Клаудија и Максима со нивните семејства во Остија, каде што на оган ги изгореле и нивната пепел ја фрлиле во морето. Сузана пак била со меч исечена во куќата на Гавини. Царевата жена Сирена, тајна христијанка, ноќе го зела маченичкото тело на Сузана и честно го погребала. А папата Гај ја направил куќата во која што погинала Сузана црква и служел богослужби во неа. Наскоро по страдањето на оваа невеста Христова пострадал и нејзиниот татко Гавини и стрикото папата Гај. Сите честно пострадале за Господа и го примиле венецот на славата во 295 и 296 година. Поуки од светите отци.
Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме. Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната. Ние го сфаќаме значењето на оваа или онаа ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински. Светиот Нифонт, патриарх Цариградски. Родум од Грција. Во младоста станал инок и се подвизувал прво надвор од Светагора, а потоа во Светагора во разни манастири, задржувајќи се најмногу во Ватопед и Дионисијат. Бил возљубен од сите светогорци, како поради ретката мудрост, така и поради необичната кроткост. Не по своја волја станал епископ Солунски, но по 2 години отишол по работа во Цариград и таму го избрале на испразнетиот патриаршиски престол. Бил прогонет од султанот во Едрене, каде што живеел како прогонет. Влашкиот кнез Радул го измолил од султанот и го поставил за архиепископ Влашки. Поради престапот Рудулов, Нифонт ја напуштил Влашка и отишол во Светагора, во обителта Дионисијат. Таму се подвизувал до својата 90-та година, кога се преселил во Царството Божјо, во 1460-тата. Тој ја составил разрешната молитва што се чита на опелото. Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој сопствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бран што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Достойно